Средношколците во Гостивар од понеделникот се вратија на настава со физичко присуство. За едни тоа е посекувано и позитивно, кај други внесува загриженост и страв од можност за ширење на коронавирусот. Реджеп Али Ѓапи е родител на ученик во Средното медицинско училиште во Гостивар, кој сакаше јавно да реагира, за како што вели, немањето услови да се спроведуваат протоколите за заштита. Таткото вели дека во паралелката на неговиот син бројот на ученици е преголем, поради што не е можно да се одржува никаква дистанца. Реагувам пошто не е во протоколот законски како дават натре. Во класата имат 45 души, ни 10 сантиметра нема размак. Бев савали кај инспекторатот на обрзание, викаше директорот, рече немаме што да правиме, ќе продолжи. Тој рече да не доаѓаме ми да затвориме класата натре. Не е регуларно тако. Имаат право родители што се жалат. Барам помош. Да свасам децата, да не бидат како во Тетово што биде многу касно. Да не доаѓаат истот. Еден да се оболите овде, сите треба во карантина, сите. Пошто 10 сантиметра нема, натре. Влагате во класата, гледате како е. Директорот на училиштето Елба Шабази демантира дека во паралелките има толков број на ученици и тврди дека протоколите кои се дадени од Министерството за образование се почитуваат. Me kapacitetit të cilë posedon shkolla ne nuk mund të asti rrisim as të zvogëlojmë klasa, dhe ne posedoj i respektojmë të gjitha ata, cilët duke fillu prej të derati kemi... Во паралелките има до 35 ученици максимум, нема клас со 45 деца. Се што е во наша надлежност и можност правиме и протоколите кои се пропишани од надлежните се спроведуваат. Други родители досега не реагирале за нешто слично. Педагогот во училиштето Шпенд Бајрами рече дека е разбирливо што враќањето на настава со физичко присуство може да донесе страв кај некои родители, но дека мерките за заштита се применуваат. Речеме ова од страна на управата на училиште, од страна на директорот. Во нашето училиште имаме доктори, значи лекари, 8 што од 2 на 4 ги отвара очите, гледајќи на тоа точка, држајќи дистанца, држајќи хигиена персонална, за да не се прошири болеста. Тоа сега се разбира, но мораме да се вратиме, да работиме и така и така. По пријавувањето во просветниот инспекторат, родителот очекува институционална реакција.